Дали имаме корона или сезонски грип? Веројатно ова прашање често дел од вас си го имате поставено и си ги преслушувате оние симптоми кои што често ги слушаме по медиумите за тоа што носи COVID-19. Токму на оваа тема, односно како да направиме разлика помеѓу сезонскиот грип и COVID-19, затоа што екот сме на прагот од сезонскиот грип, кој што секоја година го имаме, така што токму на оваа тема, ова утро ќе разговарам со доктор Валерија Урошевиќ од клиничката болница Аџибаден Систина, специјалист по инфектологија. Докторке, најпрво ќе ви посакам добро утро и добро ни дојдовте во студиото. Добро утро и на вам и до гледачите. Докторке, постојано, речиси година и половина веќе сте во првата борбена линија заедно со пациентите. Дојдовте ли вие лично до некаков заклучок, односно заклучок сврзан со невидливиот вирус кој што го носи името COVID-19? SARS-CoV-2 е милениумски предизвик, тоа е нов вирус кој што веќе речиси 2 години ние сите лекари вклучени во ковид тимовите се бориме со овој невидлив непријател. Постојано се менуваат препораките по однос на лекувањата, по однос на следење на состојбата, постојано се следат новите мутации на вирусите, бидејќи за секој вирус е познато дека може да мутира. Последниот баран беше карактеризиран с практично доминираше на глобално ниво на целата земјина топка делта сојот, кој што доста беше со зголемен број на случаи, меѓутоа морам да потенцирам дека воглавном потешките клинички форми се должеа на на неимунизацијата, неспроведената имунизација, односно беа манифестирани кај лица кои што не беа примиле вакцина за COVID-19. Постојано се обидуваме да воведуваме како не учи светот и како и ние се учиме нови тераписки протоколи и искуствата допрво ќе кажат дали сме биле успешни во тоа, за сега се држиме и се бориме. Така, докторке, што е сезонски грип? Да им објасниме на гледачите и кои се сличностите и разликите помеѓу сезонскиот грип и COVID-19. Така, сезонскиот грип е практично вирусна болест, предизвикана од вирусот на грип, односно инфлуенца, со своите типови А и Б. Припаѓа во фамилијата Ортомиксовериде. Во 2009-та исто така и јас бев дел од тимот кој се бореше против пандемискиот грип или популарно тогаш познат свинскиот грип. Тоа беше нова мутација за нас и голем предизвик и многу лекции научивме од тогаш. Морам да напоменам дека овој вирус се пренесува преку респираторни капки, односно при зборување, при кивање, при кашлање, практично се пренесува вирусот. Па затоа и мерките кои што важат за превенција за SARS-CoV-2, односно COVID-19, практично ги препорачуваме исто така, односно физичка дистанца, да се избегнува контакт со заболени лица и така натаму. Тие се глобалните мерки. Меѓутоа исто така и овој вирус на инфлуенца знае да биде пренесен и индиректно, односно од контаминирани или загадени површини. Сега, минатата година, поради рестриктивните мерки и на светско ниво беше забележана многу ниска активност на сезонскиот грип, односно многу мал број на пријавени случаи. Тоа секако го направи рестриктивните мерки, физичката дистанца, карантините, левелите на безбедност и така натаму. Светската здравствена организација се надева дека оваа година ќе поминеме со зголемен број на случаи, меѓутоа искуствата од јужната хемисфера кои ги црпиме секогаш
ние во северната хемисфера со состојбата со сезонски грип беа така нелесни клинички форми, односно мал број на застапеност на случаи. Но за жал можно е да имаме изголемен број, поради тоа што минатата година немавме голем број на пациенти со сезонски грип и затоа ќе мора да се штитиме со истите мерки, односно хигиена на раце, дистанца, да не се групираме, да носиме маска, односно средства за заштита да користиме ние кои работиме со нив и секако вакцинација. Кои се симптомите на сезонскиот грип, односно како да препознаеме дали имаме сезонски грип или пак сме заразени од COVID-19? Јасна дистинкција нема, секогаш се преклопуваат ке сите респираторни вируси. Симптомите така и со респираторниот синцицијален, така и со риновирусите, адено и да не ги набројувам. За почеток би рекла која е првата дистинкција. Кај COVID-19 симптоматологијата постепено почнува, додека кај инфлуенца, односно сезонскиот грип, се јавува нагло или промптно започнуваат симптомите со покачена телесна температура и тоа до многу високи вредности. Првите 3 дена особено изразено. Потоа следат катаралните симптоми од типот кои што исто се преклопуваат со SARS-CoV-2. Кашлица, течење на нос, иритација на очите се јавува, болки во грлото. Меѓутоа, оваа болест трае 5 до 7 дена, во голем процент без компликации. Ако се јават компликациите, тогаш имаме пролонгирано лекување. Ризични категории за тежок облик и неповолен исход од инфлуенца се практично сите оние кои што си за SARS-CoV-2, односно препорачуваме кај лица над 65 години, кај дечиња од 6 месеци до 5 годишна возраст, кај хронично заболените лица со дијабетес, со хронични белодробни заболувања, кардиоваскуларни, односно оштетување на срцето и така натаму. Имунолошки супримирани, да не ги заборавиме, во подемни се и малигните заболувања и тие се кандидати за вакцинација и треба да бидат заштитени од сезонскиот грип. Така, докторке, постојано читаме теории дека ќе треба да се вакцинираме секоја година за COVID-19, исто како што се постои вакцинацијата за сезонскиот грип. Точно ли е тоа? Ќе видиме. За сега, значи, јас, една од оние што ја прими третата доза сум нормално изложена како професионалец, тоа ми налага и секако ќе видиме како ќе се одвиваат работите во тексе клиничките студии, кои што ќе укажат на должината на траење на заштитната мок на вакцините. За сега препораките се, значи сите оние лица кои примиле 2 дози, да продолжи вакцинирањето по 6 месеци со трета доза. Тоа се ризичните категории, тоа се лицата експонирани професионално и ќе допрва дојдат новите искуства за фреквентноста на аплицирање на бустер дози, ги нарекуваме, односно дозите на вакцина за заштита против SARS-CoV-2. Докторке, колку вакцинацијата досега спаси животи на оние пациенти кои што се заразија? Голем број се спасени, имено самиот податок дека најголем број од хоспитализираните лица, практично 83% беа лица кои што не беа имунизирани. Многу полесни клинички форми детектиравме и видовме и минаа низ амбулантите на лица кои што имаа примено вакцинација и има разлика во симптоматологијата. Постои разлика затоа што кај оние вакцинираните практично ги спречуваме имунолошките реакции, компликациите, афекцијата на белодробието со развој на тешки респираторни форми. За жал, некои пациенти завршуваат и во единиците за интензивно лекување. 83% е сепак бројка која укажува дека треба да се вакцинираме. Кои болести се ризик фактор за смртноста од COVID? Прекумерна телесна тежина или обезитас, тоа е класифицирана болест. Понатаму
шеќерната болест, она што го забележавме на вистина вирусот, бидејќи ги атакува органите во мултисистемска афекција прави, кај овие лица со дијабетес практично вон контрола е регулацијата на гликемијата, односно шеќерот во крвта. Понатаму кај лицата кои што имаат срцеви заболувања, срцеви декомпензации, висок притисок на хронична терапија за кардиоваскуларни заболувања, пациенти кои имаат хронични заболувања на белите дробови и пациентите кои се со нарушен, намален имунитет, односно некои што примаат имуносупресивна терапија заради некоја малигна болест, заради некоја автоимуна болест. Значи, тие се воглавном ризичните групи каде што може да очекуваме тежок облик на COVID-19. Така, доколку некој лице поминало нели со, да кажеме, полесна клиничка слика, додека имал COVID-19, какви испитувања треба да се направи по излегувањето нели од изолација? Доколку била лесна клиничката форма и пациентот комплетно бил саниран со 10 дена по излегување од изолација, сметаме дека не треба да се прават испитувања, бидејќи завршила болеста, завршило лекувањето, така да тоа треба да го оставиме малку повеќе на нас лекарите, матичните лекари, инфектолозите кои се бавиме со тој домен. Меѓутоа, за оние кои што имаат тешки форми, за оние кои што имаат компликации, за оние кои што имаат пролонгиран ковид, и како се препорачуваат дополнителни испитувања, имено мора да се направи проценка на белодробниот систем, односно имаме одлична соработка со пулмолозите, проценка на кардиоваскуларниот систем, одлична соработка имаме со кардиолозите, кај ретките невролошки компликации со невролозите, така да оние со лесна клиничка форма не би требало да се оптеретуваат со дополнителни испитувања. Меѓутоа, докторке, чисто слушаме нели во нашето секојдневие, поминав ковид, немав никакви симптоми, благи симптоми само нели, искочив од изолација, меѓутоа, после одреден период чувствуваат замор, не можат да се качат по скали. На што се должи тоа? Вирусот може да даде и афекција покрај на панкреас, на белите дроби, може да даде афекција на срцето. Понекогаш затоа ги препорачуваме тие кардиолошки и пулмолошки проценки доколку се јави симптом на замор кај овие пациенти. Има доста полиња на истражувања во кои допрва ќе ги видиме сите тие последици и кај лесните и кај тешките форми, а заморот е придружен симптом и кај лесните и кај тешките форми. Да ги знаеме веќе сите заштитните мерки нели кои што треба да ги користиме за COVID-19, но како да се заштитиме од сезонскиот грип? Мерките за заштита се општи и специфични. Општите мерки се оние кои што практично се користат и за SARS-CoV-2. Значи, да не доаѓаме во контакт, односно да избегнуваме контакт со заболени лица, да носиме маска во затворени простори, да не се групираме, да одржуваме високо ниво на хигиена на рацете, бидејќи, како што напоменав, како интерперсонален пренос може и индиректен со загадени површини да се стекнеме со вирусот. Понатаму, мултивитаминско појачување на организмот во ладните месеци во сезона на грип и секако за ризичните категории спроведување на вакцинација. Докторке, не фатија неколку бранови, нели досега големи бранови, каде што имавме по неколку илјади заразени во текот на еден ден, еден период, дури и вашата клиника беше, знам дека скоро до последен капацитет исполнета со луѓе заразени од COVID-19. Каква е сега состојбата во вашата клиника? Може ли конечно вие инфектолозите да стигнете на некој начин? Значи, капацитетите се далеку од полни, меѓутоа се уште имаме пациенти кои што практично состојбата изнудува хоспитализација кај нас, а верувам така и по останатите ковид центри во градот и во земјата.
Се одржува привидно некое плато, меѓутоа ќе видиме следниот период е круцијален во однос на динамиката и порастот на бројот на пациенти, заразени пациенти. Да, верувам дека многумина од гледачите ги интересира и сакаат да слушнат. Ќе заврши ли брзо короната, односно ќе земеме ли и ние здив веќе на раа да си живееме? Тоа не може со сигурност да се каже, ниту светот, ниту Светската здравствена, ниту Центарот за контрола не може да даде таква екзактна предикција за тоа дали ќе заврши. Предпоставуваме дека со вакцинациите ќе ослабне вирусот, ќе наидува на се поголем отпор, ќе мутира во тој правец и предпоставуваме дека ќе стане така дел од нас ендемски, повремено ќе се јавува. Предпоставуваме дека ќе има лесни клинички форми, така да се уште нема екзактни прогнози за она што ќе биде во периодот кој следи. Да имаме ли некаква можеби статистика досега научно направена поврзана со вакцинацијата и тоа колку луѓето кои што се вакцинирани ги штити да не се заразат или пак да поминат со полесна клиничка Да, слика? направени се статистики на глобално ниво и кај нас се направени статистики. Практично морам да кажам дека ниту една вакцина 100% не штити. Па така се однесува ова и за вакцината против SARS-CoV-2. Меѓутоа, искуството и податоците што доаѓаат укажуваат на многу полесни форми, на клиничка експресија и многу мал процент на развој на тешки клинички форми кај вакцинираните лица кои имаат потреба, односно неопходност од хоспитализација. Затоа и кажав на почетокот официјалните податоци од кај нас, некаде 83% кои биле хоспитализирани во овој последен бран, овој период, четврти бран, биле невакцинирани. Така да тоа е голема придобивка на вакцинацијата во намалување, односно во митигирање на симптоматологијата, во намалување на симптоматологијата и поволниот исход од истата. Така. А кога според вас се да им објасниме малку повеќе на гледачите, затоа што има нели голем број од населението кое што не било досега нели во контакт со овој нов вирус, иако го имаме веќе година и половина, кога треба да превземат нешто, односно кога треба да се јават во болница? Кога ќе биде докажана COVID-19 кај нив, така, за тоа ме прашувате. Па првиот контакт секако е со матичниот лекар. Тие се во првата борбена линија кои што ги следат на дневна основа пациентите и кај нив се пријавуваат развојот на симптоматологијата, развојот на клиничката слика, доколку постои сомнение за компликација, а се има и клинички параметри и лабораториски параметри ако треба да се направат, во тој случај се препраќаат пациентите на инфективните оделенија и ковид центрите каде што ќе бидат проценети, евалуирани, хоспитализирани или пак ќе бидат пратени на домашно лекување. Докторке, чисто после прилежан COVID-19, нели имаме негативен тест после тие 20 на дена доколку сме биле нели... Не се знае дали се доволно 20 на дена. Се уште. Сакам да прашам дека пациентите кои што имаат и негативен тест веќе на корона, после тоа се уште имаат зголемени димери. Зошто е тоа така? Затоа што организмот, односно имунолошкиот систем, реагира на тој начин и тоа е практично еден дел. Дедимерите, не треба многу да се оптеретуваме со дедимерите, тие се активираат при разни состојби, при имунолошки, при инфекции, при малигни заболувања, каде што има распад во организмот. Така да тоа е показател дека организмот се борел. Тоа е показател дека организмот се борел и дека одредени имунолошки механизми се откочени во склоп на сериозниот облик на инфекцијата. Тоа се следи од страна и на нас, инфектолозите и трансфузиолозите, доколку има потреба,
Продолжуваме со терапија од типот на антикоагулантна терапија за да се превенираат компликациите од типот на белодробна тромбоза и тромбоза на крвните садови во целиот организам, бидејќи и самиот вирус доведува до хиперкоагулабилна состојба и може да предизвика компликации од овој тип. Да. Доктор, ќе ви благодарам на гостувањето и на одвоеното време. Ви благодарам и јас. Тоа беше доктор Валерија Урушевиќ, специјалист по инфектологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Ви благодарам и денеска што бевте заедно со нас во овие 3 часа. Ви посакувам да имате убав остаток од овој ден, да си имате убав празничен викенд и да се дружиме повторно во понеделник во 6 часот и 30 минути. Во понеделник заедно со вас ќе биде мојата драга колешка Искра. Со мене се гледате веќе во вторник. Останете на Алфа во 9 часот и 30 минути. Следуваат и првите вести во живо. Имајте си најубав празничен викенд. Довидување, Македонија.